Добро вечер. Недела 22 часот, време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Ефтов, почитани гледачи. Последна предпремиера или последна четврта увертира пред официјалното почнување на новата телевизиска сезона 2022-2023 година на емисијата во Центар. Имавме анализа за Вилма Русковска, имавме анализа за СДСМ, имавме анализа за ВМРО-ДПМН. Вечерва ќе направиме три во едно. Оној дел за Наташа Савова, што ќе рече Бранко Црвенковски, што ви го ветив минатата емисија, тоа парче ќе го анализираме во вечерашната емисија. Ќе го анализираме делот што се случува на руско-украинскиот фронт или војната во Украина. И третото парче или третиот сегмент, тоа што е најбитно за мене. А тоа е дали македонскиот граѓанин, дали македонскиот народ го менува кодот. Не ДНК-та, не идентитетот, туку мисловниот код. Дали поменуваме ни се еден процес на перење на мозокот, кај што ни се менува кодот, одреден народ кој секогаш бил прозападно ориентиран, стануваме народ кој е рублја патриотски ориентиран народ, и албанците тоа почнува да ни го префрлат, што може да направи многу сериозни проблеми во внатрешното функционирање или внатрешната кохезија во Република Македонија. Значи, три парчиња, една емисија, ќе се обидиме да трае 40 на минути, останете со нас, нема да зажалите. Таа војна во Украина, тоа ќе биде првото парче, нели? Таа војна во Украина е направена не да трае кратко, туку да трае долго, знаете. И ако вие ги слушате или ги четете изјавите на поранешниот американски председател Џорџ Буш помладиот, кој што вели дека главната задача на украинците не е да ја поразат руската армија, туку да може да поразат или да убијат или да уништат колку може руска техника, технологија и руски војници. Што ќе рече Украина да биде претворена во некој руски Виетнам. И ако е тоа стратегијата која веројатно прв ја кажа Џорџ Буш помладиот, и таа стратегија не може да трае 6 месеци, бидејќи ни Виетнамската војна не траеше 6 месеци. 2 или 3 американски председатели се сменија во текот на траење на Виетнамската војна. Знаете, влегување во војна е скапа работа. Излегување од војна е уште поскапа работа. Во оној момент кога русите не може да направат во 1, 2, 3 или 4 дена блицкриг и да го освојат Киев, да симнат власта на Зеленски и на тој начин да покаже дека мнозинството на украинскиот народ, украинските граѓани едва и чекат во наводници да бидат ослободени од нацизмот на Зеленски и во Украина конечно дојде демократијата, слободата, да не бидат малтретирани русите. Кога тоа не се случи во првите 3 или 4 дена, тогаш на сите им беше јасно дека таа војна ќе трае, дека русите влегоа со 3 можни сценарија. Најдоброто сценарио да инсталираат своја проруска власт во Украина, да го освојат Киев, украинците да капитулират и да се предат, и тоа не се случи. Вториот дел да се подели Украина и Берлинскиот зид, кој после Втората светска војна беше во Берлин или некаде 1000 километри на запад, сега да биде Харков или да биде реката Днепар. Да се подели Украина на источна и на западна Украина, да постојат значи две Украини, една под контрола на запад, една под контрола на Русија или на исток. И тоа е некое оптимално сценарио кој веројатно русите го посекува, кој веќе не може да го освојат Киев. И на крајот е најминималното сценарио да го освојат Донбас или оние подрачја кои се и така проруски, со проруско население, долж границата помеѓу Русија и Украина. Сега и тамо губат русите. И ќе видиме како ќе заврши целата таа, хајде да речеме, срамна епизода во руската историја, кога русите всушност напаѓат на делови, на територии, од каде има барем двајца советски или руски председатели последните 50 или 100 години, Никита Хрушчов и Леонид Брежнев. Што сега ќе се случи? Знаете, јас не мислам дека ова украинска офанзива ќе заврши во некој галопирачки јуриш, па ќе стигна таму некаде до Москва и така натаму, бидејќи тоа не е ни суштината на украинската офанзива, знаете. Сега Владимир Путин ја брани својата чест, не ги брани териториите, не го брани капиталот, не ги брани војниците, брани својата чест, знаете. Тој не може да биде поразен. 20 години инвестираше во таа мачо-мен политика. И на крајот сигурно нема да си дозволи таа мачо-мен политика, стратегија, концепција, како да ја наречеме, да биде поразена во Украина или да биде заглавена во црницата украинска или во украинската земја. На Путин сега на располагање му стојат две опции или две можности, двете подеднакво опасни, како за светот, така и за Русија, односно за самиот Владимир Путин. Прво да направи мобилизација, бидејќи е очигледно дека на русите им фали
војнички или човечки фактор и тоа може да биде компензирано или надокнадено не со регрутација во Ингушија или во Чеченија, туку со регрутација на самото руско население. Значи, за да се направи мобилизација, ќе треба да се мобилизира во Ленинград или во Санкт Петерсбург, во Москва и така натаму и така натаму. И тука е огромната опасност за Путин. Тогаш за прв пат русите, кои сега се сунчаат на реките во Санкт Петерсбург или во Москва, ќе мора доат и да војуваат. Знаете, ако вие регрутирате 50, 100 или 200 илјади луѓе, тога се огромни шансите тамо да се најдат 1 или 2 илјади луѓе, кои ќе може да фалат одредена искра и така мобилизираните луѓе, тоа е дел на руската историја, така се случуваат и револуција во Русија, кога дел од мобилизираните војници ќе се побунат и ќе го срушат царот, ќе го срушат Јелцин, ќе го срушат Путин, небитно. Тоа е дел на руската традиција. И втората опција е мала мини атомска бомба, која не експлодира на земја, туку експлодира во воздух. Знаете, во моментот кога Путин ќе дојде во ситуација да се биде или да не се биде, тогаш нема да штеди ништо, знаете, бидејќи прва работа што тој ќе брани својата фотелја, бидејќи во Русија, знаете, тоа исто како италијанските банкари. Италијанските банкари или се во затвор или се самоубиват, така завршува својата кариера. Така и со руските председатели. Вие сте председатели во Русија, вие тамо не губите на избори, тамо или ќе ве спакуваат, или ќе ве отруат, или ќе ве стават во некој притвор, сами доброволно не се повлекувате. И тие се опции кои сега му стојат на располагање на Путин, се надам дека ниту една нема да искористи, се надам дека ќе надвладе разумот и ќе се најде некое мировно решение. Меѓутоа, знаете, многу сум скептичен, бидејќи ова војна не е направена, уште наш велам, кратко да трае. Таа е направена да трае долго, многу долго, да дојде до едно целосно ресетирање на светската политика и на светската геополитичка конјунктура. Денови слушате ова теза, или изминатите неколку недели, неколку месеци слушате теза дека Русија никогаш не е изгубила војна. Дека не се случило во историјата Русија или Руската Федерација, царска Русија, како да ја наречеме, дека изгубила некоја војна. Што не е точно. Советскиот сојуз нема изгубено војна. Русија, царска Русија, Руската Федерација имат изгубено војна. Имат многу војни изгубено. Последната драматична војна која изгубија е војната 1905 година помеѓу Русија и Јапонија. После таа војна Русија во надолен тренд, Јапонија станува светска суперсила. И несловно завршува Јапонија со капитулација Хирошима, Нагасаки, август месец 1945 година. 1905 година е всушност увертира на Првата светска војна. Или би можела се нарече некоја мини светска војна. На русите им помагат французите, а зад јапонците стојат американците и британците. После таа војна Јапонија влегува во Кореја, подоцна ја освојува Манџурија, го освојува и Тајван. Дури 1945 година, кога капитулира Чан Кај-шек под налетот на војската, комунистичката војска на Мао Цетунг, тогаш е Тајван ослободен и таму оди ова царска војска на Кина и таму ја прави новата кинеска држава, која од некаде до 71, 72, 73 година е членка на Обединетите нации. Дури после договорот помеѓу Никсон и Мао Цетунг, Кина станува членка, денешната Народна република Кина станува членка на Обединетите нации. Така што оние приказни дека Русија никош не изгубила војна, не изгубила Кримска војна, Јапонска војна и така натаму, и после таа Јапонска војна 1905 година се случуваат револуцијата во Русија, која е претходница или увертира на Октовриската револуција 1917 година, кога Русија е на работ да капитулира во Првата светска војна. Така што тие приказни, русите не изгубиле војна, закачете ги на мачката на опашката. Војна не изгуби Советскиот сојуз. Меѓутоа, и во таа татковинска војна, 40, 41, 45 година, најголем процент на жртви дава украинското население и најголем број на народни херои во Советскиот сојуз се со потекло од Украина. И вие сега имате конфликт на руската држава и еден дел на поранешниот Советски сојуз, каде што била најжестока таа татковинска војна во текот на Втората светска војна. Ајде да претпоставиме, почитувани гледачи, што ќе се случеше ако Русија, Владимир Путин не ја нападне Украина 2022 година, или не се случеше анексијата на Крим 2014 година, Портокаловата револуција во Украина и така натаму и така натаму. Ке беше доведено под знак на прашање постоењето на НАТО сојузот или НАТО алијансата после распаѓањето на комунистичкиот блок, на Варшавскиот пакт, после паѓањето на железната завеса, после рушењето на Берлинскиот зид, се изгуби мотивот или суштината или причината за постоење
на НАТО пактот. НАТО пактот е формиран 1949 година. Со помош на НАТО пактот се остварува две цели. Првата цел, Америка да е европска држава, бидејќи ако не постои НАТО пактот, Америка нема да биде европска држава, нема да има никаква допирна точка со Западна Европа. И втората причина, со помош на НАТО пактот да се брани Западна Европа од можна руска или советска агресија, освојување на Франција, Италија или некои во тој момент најкревки, најнестабилни западни држави. Во моментот кога пропаѓа или се растура железната завеса, Берлинскиот зид, Советскиот сојуз и Варшавскиот пакт, нема мотив, нема причина за постоење на НАТО пактот. Се измислува разни причини, арапска пролет, па бомбардирање на поранешна СР Југославија и така натаму, на крај да се измисли исламски или муслимански радикализам и фундаментализам, Авганистан или такви некои слични оправдувања или мотиви или причини, меѓутоа тоа не можеше ниту далеку да го замени мотивот и причината за постоење на НАТО пактот поради постоење на мокната советска држава и мокнат Варшавски пакт. Гледате, ако длабоко ја анализирате стратегијата на американците и тоа што го правеа во Украина, тие де факто со Украина последните 10 или 15 години не освојува територии, не освојува богатства, бараа мотив за постоење на НАТО пактот. А мотивот го најдо во руската интервенција во Украина. Да не беше руската интервенција во Украина, кој ќе беше мотивот, кој ќе беше причината за постоење на НАТО пактот? Затоа Путин мислам дека е сериозно, прво е сериозно психолошки простудиран, бидејќи тоа е веројатно руски председател последните 100-150 години кој има отворено или кој има започнато најмногу воени конфликти, 5 или 6 во неговиот мандат последните 18, 19 или 20 години. Прво психолошки го простудира, знае што ќе прави, знае дека слаба точка му Украина и преку Украина го испровоцира да ја нападни. Таа држава во моментот кога таа држава сакаше да стане членка на НАТО или сакаше да ги отпочне преговорите со Европската унија. Со војната во Украина, НАТО пактот сега има мотив и причина за постоење во наредни 20 години. Така големите сили, големите држави стратешки размислуваат. Гледат која е слабата точка, гледат кои се причините или аргументите кои стојат на масата, гледат кои се играчите кои стојат на масата, играат на Путин, играат на таа мачо-мен политика на Путин, за на крај таа мачо-мен политика и стратегија на Путин да му се врати како бумеранг. Гледате, почитувани гледачи, последните 10-15 години всушност се случува тој конфликт на стратегијата на американците и стратегијата на русите. Во еден временски период стратегијата на русите или стратегијата на Путин или стратегијата на екс-КГБ даваше многу подобри резултати. Таа стратегија се манифестираше со избор на одредени председатели како Доналд Трамп во Америка, можен избор на Марин Ле Пен во Франција, Брекзитот во Велика Британија, во Германија можни политички разврски така натаму и така натаму. Всушност русите настојува преку инвестирање во тој модел да биде растурен тој светски во наводници империализам. И нели кои ги читате сега овие империалисти или не империалисти, суштината на рушење на светскиот империализам е со помош на социјалните мрежи, со помош на одредени декодификации, метнување на одредени вируси во политичкиот систем, во Македонија, во Америка, во Германија, во Франција, било каде, во Италија со Салвини, Виктор Орбан и така натаму, да се подјадат темелите на НАТО, на Европската унија, на Соединетите американски држави. Гледате што случи во Америка. Начело на Америка пред 5-6 години дојде Доналд Трамп. Што ќе беше денес со Украина ако Доналд Трамп добиеше втор председателски мандат? Ќе се растураше НАТО пактот, ќе немаше логистиката кој им помага на украинците и на крајот на денот Путин ќе се прошеташе во Украина. И тоа беше руската стратегија. Ако го нема НАТО, тогаш нема опасност која ќе дојде до руската граница. Стратегијата на американците ја објаснив во претходната мини анализа, а тоа е да се натера Путин да влезе во војна во Украина. Зошто? За да има причина и мотив за постоење на НАТО алијансата. И тоа беа тие два конфликти. Како што сега стојат работите. Ако се чинеше што пред 5 или 6 години дека руската стратегија, рускиот модел ќе победи во Европа, ќе победи во Америка, иако тој руски модел во него инвестирано пари, време, ќе треба многу работа, многу енергија, многу пари да биде разграден, да биде демонтиран тој руски модел, како што сега стојат работите, велам, ако пред 5 или 6 години мислевме дека рускиот модел ќе победи, сега се ми се чини, или сум 100% сигурен, дека американската стратегија долгорочно ќе ги прегази русите, бидејќи после војна во Украина, Русија повеќе нема да биде суперсила. Тоа е суштината на војна во Украина. Русија ќе биде и понатаму голема сила. Може да победи, може да изгуби, не е битно што ќе се случи. Меѓутоа после војната во Украина Русија никогаш повеќе нема да биде светска суперсила на светската политичка сцена.
Гледате, почитувани гледачи, вие ги имате двете крајности. Советскиот сојуз се растура, се формира Руската федерација, на чело на Руската федерација доаѓа Борис Јелцин, се распродава руското богатство, нафтено богатство, рудно богатство, оружјето, па дури атомски бомби, што се вели, се нудат на црниот пазар. Во најголем дел тоа се прави преку Молдова, затоа е многу битна Молдова, таму е најголемото складиште на оружје на просторот на денешна Европа. Имате другата крајност, а тоа е во времето на Доналд Трамп, кога таа општествена хистерија, социјална хистерија во која се инвестира, тоа играње на чувства, играње на емоции, експлодира јануари минатата година со упадот на приврзениците на Доналд Трамп во Капитол Хил, кога се случи шарена револуција, или требаше да се случи шарена револуција во Америка, како што се случувала во Србија, во Украина, во Македонија, и тоа што нели го сее американците ширум светот, требаше да се случи на нивна територија. И тоа беше руската стратегија, од една страна американците да имат слаб руски претседател и да ја разделат, да ја распрчат Русија на 4, 5 или 6 дела, како што беше нивната стратегија. Русите велат на 7 дела требаше да биде поделена Русија. Од друга страна, русите да го исмеат НАТО, да исмеат американска демократија, да покаже дека тие не функционира, дека тие се нефункционални, дека се прегазени од времето, дека се реликти на едно минато време, и тие две стратегии беа во конфликт 20 години. Во конфликт беа и во Македонија, бидејќи со овие млади деца од Велес, кои учествува во изборите 2016 година, кој Хилари Клинтон не пропушта прилика во било која интервју, јавен настап, телевизиско обраќање, било каков јавен дискурс, да ги спомни дека се тие причината за нејзиниот пораз на изборите. Тој софтвер е руски софтвер, тој е доставен во Република Македонија. Република Македонија беше дел на таа руска база и територија како еден носач на авиони од каде што се делуваше на изборите во Америка 2016 година. Тоа американците никогаш нема да го заборават. Затоа Република Македонија е кревка, русите прават све. Знаете, прв пат рускиот министер за надворешни работи Лавров во Руската дума каже дека Македонија ќе се подели на два дела, на албански и на бугарски дел. Тоа беше увертира на бугарското вето кој беше ставено кон Република Македонија, и тоа бугарско вето, ако не беше трнато во последен момент, ќе не донесеше во ситуација да се располучиме на два дела, албански и македонски дел, односно да биде поделене на дел кој ќе биде со Албанија, западниот дел на Македонија, или дел кој ќе биде пробугарски. Тоа беше суштината на руската стратегија. Русите сака да направат кризни точки секаде кај што можат во светот. И тие кризни точки подоцна да ги користат да решат одредени своји отворени прашања во Украина, во Осетија, во Грузија, било каде. Тоа е стратегијата на Путин. Во таа стратегија се инвестираше 20 години. Путин произлегува чинелот на КГБ. Тој функционира, тој размислува како КГБ. На крај и ке заврши како КГБ во некоја сопствена параноја во војната со Украина. И затоа и ова мизерна хистерија сега со смртта на кралицата Елизавета II. Бидејќи русите сметат дека британците и американците стојат за таа стратегија. Русите никогаш не може да им простат на британците, ако кралското семејство во Британија и кралското семејство во Русија беа роднински поврзани, беа први или втори братучети, дека тие учествувале во Октомвриската револуција, дека е така соборено последното кралско семејство во Русија. И вие кога гледате што се случува во Украина, гледате дека најголем дел од парите од оружјето ги дава Вашингтон и Соединетите американски држави, а најголем дел од логистиката ги дава британската држава, британската дипломатија или британската армија. Овие структури на украинската армија, кои сега го прават тој пробив кај градот Изюм, кај Северно Донецк, маршират кон Донбас или кон Донецк, всушност се истренирани од британската армија. И затоа е таква хистерија по повод смртта на британската кралица. Па потекнуват од гуштери, па никогаш нема да умрат, тоа се рептили, така натаму и така натаму. Всушност русите сакат на тој начин да ги денунцират сите потенцијални своји проблеми и противници, за да може да ја реализират својата стратегија. И тоа беше конфликт, знаете, на американците и британците од една страна и русите од друга страна. Ако во јапонско-руската војна од 1905 година американците и британците ја помага Јапонија и така Јапонија стана суперсила, тоа не значи дека Украина ќе стане суперсила, се повторува историјата. Се помага Украина за да може да се ослаби Русија. Кога 1905 година Русија повеќе не е светска сила, туку почнува еден надолен тренд кој завршува со Октомвриската револуција 1917-1918 година. Тоа е стратегијата сега на британците и на американците. Затоа постои таа општествена хистерија, исмевање, па кралицата, па најмизерни коментари што може да постои. Знаете, вие може да ја сакате, може да не ја сакате. Може да и префрлате, може да и замерате на крајот на криштата и за напалм бомбите во Егејска Македонија, така натаму и така натаму. И тоа од еден човечки аспект,
да се ситите, да се ирите за смртта на одреден човек, па човек кој најмалку го сакат, тоа не е човечки во крајна рака, што се вели. Меѓутоа, тоа е таа руска стратегија. Бојан Маричич, како вице-премиер за евроинтеграција, ќе има драматичен проблем како да го смени тој процес. Знаете, бидејќи е лесно да ги смените законите, лесно да донесете нови закони, лесно да наметните одредени решенија, лесно да се договорите со бугарите така натаму и така натаму. Свеста треба да се смени. 15-20 години преку Спутник Србија, преку Белград, преку таа политика на српскиот свет е менувана свеста, кодот е менува на македонецот. И вие ако сакате да станете земја членка на НАТО, што Македонија века е пред 2 години, и да ги почнете преговорите со Европската унија, мора да се смени кодот на македонецот. Кодот на македонецот кој сега е рублја патриотски отруен. И тоа го гледате во секоја прилика, во секоја ситуација. Само напишите нешто од 200 рублја патриоти како по команда ви доаѓаат. Ве денунцираат, ве напаѓаат, ве навредуваат и така натаму и така натаму. Сака да ве заплаша, сака да ви покаже дека се силни, знаете. Бојан Марич и целата таа екипа која ќе ги води преговорите на Македонија со Европската унија ќе има драматичен проблем како свеста да се смени. Се друго е лесно. Најтешко во животот е да ја смените свеста. Русите успеа тоа да го направат 15 години, 20 години. Инвестира и од држава која во времето на Јосип Броз Тито беше прозападно ориентирана, па повеќе од 99% од луѓето кои беа испратени на голиот ток, не беа испратени за ВМРО, не беа испратени дека се борци против комунизмот, тие беа најголеми комунисти, беа испратени бидејќи се приврзеници на Советскиот сојуз и на Сталин. Ние расчистивме 48-49 година со руското влијание, меѓутоа русите го дочека својот момент, 15-20 години инвестира преку србите во развивање на таква проруска свест во Македонија, се ќе биде многу тешко. А ако победат русите евентуално во Украина, ќе биде невозможно тоа да биде решено. Ја сметам дека тој санитарен коридор е веќе направен со недозволувањето на Сергеј Лавров пред 2 месеци да допатува во официјална посета на Белград. И мислам дека во тој санитарен коридор кој е направен тука на Балканскиот полуостров ќе има нула руско влијание. Тоа ќе биде еден така болен, брутален процес и во наредните неколку години ќе треба да бидеме подготвени дека ќе поминуваме низ еден многу сериозен процес на конфликти на тие две мегали стратегии на американците и на русите. И овие исти луѓе, почитувани гледачи, кои ги пишуваат овие приказни, ги читате по социјалните мрежи. Дека кралската династија, кралското семејство потекнат од рептили, потекнат од гуштери, дека се хранат и остануваат долговечни со пиење или цицање крв на млади деца или на мали дечиња, и тие глупости нели ги читате. Тоа е една стратегија канон што се нарекува, која луѓе блиски на Доналд Трамп имат инсталирано во Америка, а преку Америка инсталирана во најголем дел преку Србија, подоцна инсталирана тука на Балканскиот полуостров. И тие луѓе, не дај Боже, кога утре ќе умре Ангела Меркел, ќе излезат со оние приказни дека Ангела Меркел била вомбрачна ќерка на Адолф Хитлер. Тоа се луѓето. Тие луѓе се тука околу нас, со нив живееме, со нив комуницираме, со нив разговараме, разменуваме мислење, со нив се караме и така натаму и така натаму. Тоа не се луѓе кои се увезени во Република Македонија. Ние во еден момент не можеме да си сватиме или не можеме да препознаеме некои наши комши и пријатели, дел на нашиот народ, македонскиот народ, албанскиот народ, турскиот народ, малцинствата кои живеат во Република Македонија, што се случило? Од каде тој наплив на таква негативна енергија, на такви фрустрации, на таква контаминирана духовна состојба во која се наоѓаат? Сериозна држава, а ако Македонија претендира да биде сериозна држава, треба да биде загрижена дека има едно такво енормно количество на негативна енергија, на пизма, на фрустрации кај домицилното население. Со такво количество на фрустрации не може било која држава да оди напред, бидејќи тоа ве разорува, ве разградува. Знаете, тоа е еден драматичен цивилизацијски конфликт кој се случува во македонското ткиво, во македонското општество. И при тоа станува збор за едно драматично непознавање на работите. Оваа кралица, Елизабета II, која почина пред неколку дена, па во незиниот мандат е растурена монархијата. Во незиниот мандат е растурено колонијалното робство или колонијалниот систем на Велика Британија. Велика Британија од монархија или империја каде што сонцето никогаш не заоѓа 24 часа на ден. Го губи диамантото Индија, го губи Египет, Индонезија, пола Африка, пола Азија и така натаму и така натаму. И која е субституцијата за растурање на британскиот колонијализам?
Па тоа Јосип Брз Тито и движењето на неврзаните, па не треба многу, 2 и 2 треба да соберите 4 за да може да разберете дека во моментот кога се растура колонијалниот систем на Британската империја, се формира движењето на неврзаните. Кој го формира? Египет, Индија, СФР Југославија. Трите најголеми инвестиции на британската политика. Насер, Нехру, Јосип Брз Тито. Тито доаѓа на чело на неврзаните, бидејќи Британија, Форин офис од британската дипломатија и политика процениле дека тие држави кои го напуштаат британското колонијално царство ќе бидат лесен плен на Советскиот сојуз и на Русија, за да не станат комунистички држави, да не бидат лесен плен на Москва, е формирање движењето на неврзаните Јосип Брз Тито. И тоа е суштината на процесите. И велам, тука стана збор за една драматично непознавање на фактите, на состојбата на теренот. И кога ви имате драматично непознавање на фактите, тога сте лесен плен на овие манипулации кои се прават на социјалните мрежи. Прашање е како ќе излеземе од тој магијсен круг. Некога сум повеќе, некога сум помалку оптимист, меѓутоа мислам дека треба да платиме и ќе платиме, за жал, многу скапа цена во тој процес. Ајде, почитувани гледачи, малку долгорочно или среднорочно да анализираме и да разгледуваме. Во моментот Европа е зависна од руски газ и зависна од руска нафта. Меѓутоа, бидејќи на русите и на Путин им беше овозможено 20 или 30 години да продават руски газ и руска нафта во Европа, првенствено во Европа, за да може да обезбедат одредени финансиски средства со кои ќе ја зајакнат руската демократија, ќе инвестират во нови школи, во нови градинки, во нови производствени капацитети. Големите европски гиганти влего инвестира во Руската Федерација и се сметаше дека на тој начин ќе се овозможи на Русија да стане прозападна, проевропска држава. Меѓутоа изминатите 15 или 20 години, кога начело на Русија или на Руската Федерација доаѓа структура предводена од Путин, што ќе рече од КГБ, тие смета дека со помош на нафтата и со помош на рускиот газ ќе имат во своји раци мигови 29 и ова стратегија со руски газ и руска нафта да се покори Европа, дека е многу поуспешна од било какво користење на руските мигови или руските сатани, руските кинжали и така натаму и така натаму. Наместо средствата да ги користат во развојот на руската држава, во развојот на руската демократија, тоа е една од причината за војната со Украина, бидејќи знаете русите гледаат дека русите од другата страна на границата, бидејќи во оној дел на Донбас, на Донецк, живеува најголем дел проруско население, па дури и во Мариупол 44% од населението беше руско население, 46% беа само украинци. И сега имаме ситуација кога русите се борат против русите, русите од оваа и русите од таа страна на границата. Како да се борат србите во Република Српски, србите во Република Србија. Зошто? Бидејќи русите сега во Руската Федерација гледаат дека русите кои живеат во Украина живеат многу побогато, имат многу повеќе пари, имат многу подобар живот, многу повеќе шетат. Стандардот е на многу повисоко ниво. И секогаш дека постои Украина со руско население кој живее подобро од русите во Русија, тогаш тоа ќе е опасно за Владимир Путин. Затоа и сака да ја растури, затоа и сака да ја уништи, да се покаже дека русите треба да бидат среќни кога имат малку. Зошто ако имат многу, тогаш може да барат уште повеќе, тоа е секогаш основа за рушење на одредена империја или за рушење на одредени системи кои почиваат врз авторитарни лидери. И тоа се вратиме на суштината. 20 или 30 години Европа сметаше, па дел и Соединетите американски држави, дека ако им се овозможи на русите да продават газ и нафта во Европа, дека тоа ќе овозможи да се емансипира Русија, да се реализира таа стратегија за новата Европа од Атлантикот до Владивосток. Меѓутоа во моментот кога русите процења дека треба да го користат рускиот газ и руската нафта да ја уценуваат Европа, тога сами си пукаа во нозете. И сегашната зависност за Европа за 2 или 3 години ќе биде сведена на 5 или на 10%. Само 5 или 10% руски газ и руска нафта ќе се извезува на територијата на Европската унија. И тогаш ќе се постои прашањето како Русија ќе биде европска држава. Како Русија ќе биде турната на некакви источно-азиски маргини и ќе стане некоја колонија на Кина. И тоа ќе биде финалето на руско-украинската војна, кога Европа ќе застани на нозе, кога Европа за 1, за 2 или за 3 години ќе најде субституција, алтернатива на руската нафта и на рускиот газ, и тогаш најголемата опасност или најголемиот адут во рацете на Владимир Путин со рускиот газ и руската нафта да ја уценува Европа нема веќе да постои. Во тој момент кога нема да постои таа уцена од Русија, капут ќе биде Владимир Путин и Руската Федерација. Знаете што ќе биде клучно сега, почитувани гледачи? Колку оружје Америка и Европа ќе испратат во Украина? Ако Америка и Европа испратат доволно оружје, па и офанзивно на украинската армија и украинската војска,
ќе биде крај на Владимир Путин и на руската армија. Знаете, тоа е проценката која прават во Вашингтон и тоа е проценката која прават во Брисел. Што ќе се случи ако Путин евентуално изгуби војната, биде симнат на доброволен или на недоброволен, на мирен или на немирен начин од челната позиција во Кремљ, дали во една таква ослабена и војнички понижена Русија може да дојде одредена фигурина која ќе располага со атомско оружје и која ќе биде уште поголема закана за светот од Владимир Путин. Тоа е проценката, знаете. Американците направија 3 точни проценки. Прво, дека Русија ќе ја нападне Украина. Второ, дека некаде во текот на летото ќе има одреден застој на бојното поле и дека некаде почетокот на септември ќе следува украинска офанзива. Како по сценарио, бидејќи војната се води по сценарио. Беа 3 фази кои ни ги нацрта американците. Сите проценки на американците се покажа како точни. И ќе видиме како ќе заврши тоа украинска офанзива. Знаете, сега ќе се направи проценка и всушност ќе видиме дали ќе биде реализирано оно сценарио на Џо Бајден кој го кажа некаде почетокот на февруари ова година, дека за нив е прифатлива некоја мини војна која Русија би ја направила тамо во Донбас, во Донецк и така натаму и така натаму, и Русија би се задоволила со некои мали делови на Украина. Бидејќи ако американците и Европската унија, Берлин, Лондон и така натаму им дадат доволно оружје на украинската армија, тие покажат дека имаат срце и дека имаат мотивација да се борат, со такво оружје, бидејќи со мало количество на химарси кои им беа испратени, на тенкови Абрамс, на ова германски хаубици и така натаму, украинската армија е супериорна во однос на руската армија. Со многу поголемо количество на оружје, украинската армија ќе ја порази руската армија. Сега е прашање дали на некого му одговара да победи Украина, колку да победи Украина, колку да биде поразена Украина. Знаете, сега како на некој Шнајдер, малку ќе ви попуштат кај струкот, малку ќе ви додадат кај ремениците, ќе ви сошат одредено дело. Тоа сега се случува во моментот. Сега се прави проценка. Ќе трае 2, ќе трае 3 години, дали суштината на војната да победи Украина или е суштината на војната да биде претворена во руски Виетнам. Постепено, постојано и во еден среден рок од неколку години да се троши руската економија, руската државност, руското самочувствие и Русија да нема лепа кој ќе може целата таа територија од Москва до Сибир да ја лепи во една држава. Од сегашна временска дистанца, знаете ли која е разликата помеѓу Владимир Путин и помеѓу Јосиф Висарионовиќ Сталин? Дали на прашањето кој е Сталин и како вие го дефинирате Сталин, вие ќе речете дека тој бил диктатор, дека бил автократ, дека бил колјач или одреден хазјаин во кое или во чие време повеќе од 20 милиони руси или граѓани на Советскиот сојуз го имате изгубено својот живот во руските гулази или во советските гулази или во оние затвори во Сибир. Меѓутоа, кога малку порационално ќе погледнете и кога малку порационално ќе ги анализирате работите, вие ќе сватите дека Јосиф Висарионовиќ Сталин е екстра прагматичен политичар во споредба со Владимир Путин. Па во 20-25 години, човекот од една заостаната Русија, од една селјачка Русија, од една Русија која се бави селјачка, која речам се бави со аграр, се бави со земјоделие, направи супер силна Русија, индустријска сила, држава која прва се качи во вселената. Стана супер сила која можеше да им парира на американците. Знаете, само со прагматизмот на Јосиф Висарионовиќ Сталин е завршена Втората светска војна. Можеше Сталин во налетот на советската армија да стигне до Брисел, да стигне до Париз, меѓутоа свати дека треба да биде ставена точка на таа Втора светска војна. Дека не треба да гинат повеќе луѓе, знаете. Тоа е разликата помеѓу Сталин и помеѓу Путин. Затоа Сталин, без разлика на тие 20 милиони руси кои се загинати, кои се убиени, кои се уништени во советските гулази, знаете, тоа не го анализираме од аспект на демократија или на недемократија. Го анализираме од аспект на одредена државност, на одредена државотворност. Затоа и русите кога прават анкети, Сталин е или на прво или на второ место. Ќе биде убедливо на прво место во наредните 50 години. За Путин никој нема да разговара, никој нема да збори, бидејќи ако Сталин не направи Русија суперсила, Путин со евентуално мизерно поминување во војната во Украина ќе направи Русија и Руската Федерација вазал на Кина, кој ќе биде земја која ќе им дава суровина на Кина, кој ќе им дава одредени полуфабрикати, полупроизводи кои Кина подоцна ќе ги допреработува и ќе ги прави. Каква ќе биде таа суперсила на Русија со правење на руски ракети, кога главните компоненти на руските ракети се од Тајван и од Јужна Кореја? Тоа се држави под контрола на Соединетите американски држави. Нема без чипови на Тајван и на Јужна Кореја руски ракети. Затоа и крахира руската
агресија. Затоа ќе мора да фрлат некоја мини атомска бомба, да прави мобилизација, да буфта, да бомбардира со тенкови од 50-60 година. Затоа и промашуваат, гранатира одредена цел, промашуваат 5 или 10 километри, бидејќи е застарена техника, застарена опрема и погодуваат некоја градинка или некој трговски центар. И тоа е суштината. Сталин, без разлика на сите демократски промашувања, демократски фаули, демократски мизери, ќе биде историска личност, гранде историска личност во споредба со Владимир Путин. Што ќе прави Кина? Па Кина нема многу можности, почитени гледачи. Кина има две можности. Или ќе направи војна со Америка, или ќе има внатрешна граѓанска војна во Кина. Бидејќи Кина со 1,3 милиарди, 1,4 милиарди. Со малцинства, бидејќи Кина е како кожа на леопард, како кожа на тигар, со едно мноштво на малцинства. Знаете, до пред короната, вие немавте светски аеродром кај што немаше да видите одредена туристичка делегација, туристичка екипа од Кина. Со оние слушалки, со оние вокмени, слушаат музика, уште не полетал авионот, они заспале веќе во авионот. Кинезите беа присутни секаде низ светот. Беа присутни туристички и беа присутни во крадење на технологија. Знаете, на сите светски сајми, те кој дека сниме, ќе виде како тоа се прави и ќе го направи таму во некоја кинеска провинција. Меѓутоа, тие кинески малцинства, кои сега се лепат и се одржуваат под одредена контрола само со помош на силна комунистичка партија, ќе биде се потешко тоа да се прави. Знаете, вие тоа може да го правите во Куба, кај што е остров, кој е изолиран, меѓутоа со некоја руска помош или со некоја кинеска помош може да функционира, ама тамо стана збор за 10 милиони луѓе, не за 1,3 или 1,4 милиарди луѓе. Во оној момент, кога просечните плати во Кина ќе бидат поголеми од $1000, а сега е веќе формирана одредена средна класа, кој велам до пред короната шеташе секаде низ светот, низ Европа, Америка и така натаму, кога ќе биде формирана една стабилна средна класа. Таа стабилна средна класа ќе се задоволи во еден момент со станови од 70-80 квадрати, а не со некој станчиња од 20 квадрати кај што 30 луѓе живеат, како велат, по глава на жител најгусто населени пространства на светот. Значи, кога ќе биде формирана таа средна класа во Кината, нема се задоволи со станови од 80-90-100 квадрати. Нема се задоволи само со шетање низ светот. Таа ќе сака да има мир и спокој, да им се слуша гласот. Не некој политички комесар тама во некоја кинеска провинција да дојде и да ги прашува од каде им е потеклото на богатството. Тоа ќе почне да се јавува потребата за формирање на повеќе партиски систем во Кина. Знаете што ќе случи во Кина, почитени гледачи, бидејќи таму има масовно малцинства, па ќе се повтори сценариото на поранешна СФР Југославија. Бидејќи така е парциализирана Кина на многу малцинства, турско малцинство, монголско, Тибет, така натаму, партиите во повеќе партискиот систем ќе бидат формирани по национален клуч. Во секоја држава кога партиите се формираат по национален клуч, тоа е потенцијална опасност за внатрешен граѓански конфликт. И се доека Кина има силна комунистичка партија, Кина ќе може да ги контролира тие процеси. Во оној момент, кога комунистичката партија во Кина ќе мора под притисокот на времето, бидејќи знаете, е анахроно денес 2022 година вие да развивате комунизам, бидејќи комунизмот пропадна со Берлинскиот зид кога пропадна, ќе биде проблем како Кина ќе може да се движи напред. Тогаш ќе има две можности. Кина да завојува со Америка и тоа е веројатно една од причините за тој конфликт околу Тајван, бидејќи тоа треба да послужи како лепак, како одреден амалган, како одредено бустирање во таа кинеска комунистичка реалност, или Кина да заврши да се распадне како поранешна СФР Југославија. Нема трета опција за Кина. За Кина ќе биде многу полесна за решавање споредба со Руската Федерација, бидејќи таму, знаете, постои одредена авторитарна личност, центарот е во Москва, вие не знаете што се случува во Сибир, и тој што ги има да изгинете во своји раци во Москва, тој ја контролира таа голема Руска Федерација. Во Кина е сосема поразлично. Таму има малцинства кои сега само под јаремот на комунистичката партија не кренале глава. Ујгурите, например, гледате што се случува таму кај ујгурите. Па конфликтот помеѓу Кина и Турција токму околу ујгурите. Во оној момент кога ќе нема комунистичката партија, кога ќе нема комунистичката репресија, Кина ќе се распадне по внатрешни шавови. Па така се распадне и последната кинеска династија, бидејќи не може да владеат со просторот. Затоа ги губеа сите војни од Јапонија. И во текот на првата, и во текот на втората светска војна, па до 1945 година Тајван, кој сега во конфликт со Кина, всушност беше јапонска окупирана територија. И во случај на војна помеѓу Кина и Тајван, тамо е Јужна Кореја, тамо е Јапонија, тамо е Австралија, да не ги спомнуваме Соединетите американски држави и Велика Британија, тамо се 3 или 4 држави кои се меѓу првите 15 најмокни армии на светот. И зар мислите дека
вклучително и Тајван. То се 4 држави кои се помеѓу првите 15 најмокни армии на светот: Австралија, Јапонија, Јужна Кореја и Тајван. Мислите дека така лесно ќе се прошетат кинезите? Па не, па затоа и се повлекоа, знаете, прават одредена галама, покажуваат мускули, знаат до каде може да одат и атерират назад, меѓутоа на крајот на денот. Или ќе влезат во конфликт со Америка, или ќе имат натрешна граѓанска војна во Кина. Гледате, почитувани гледачи, од сегашна временска дистанца, колку беше погрешно што Димитар Ковачевски Таче, или македонскиот премиер, не отиде во наводници во официјална посета на Украина, да има средба со Володимир Зеленски. Отидо таму првиот човек на Македонското собрание, отидо некои лидери на политички партии како Моника Зајкова, отиде министерот за надворешни работи, меѓутоа не отиде ниту македонскиот претседател, ниту македонскиот премиер. И тоа според мене е драматично погрешно, бидејќи ако ние сме нова земја членка на НАТО, земја која ги почнува преговорите со Европската унија, треба да покажеме НАТО и европски стандарди, НАТО и европски вредности. Знаете, тоа не го направи ниту Димитар Ковачевски, тоа не го направи ниту Христијан Мицковски. Иако Христијан Мицковски на оние протести против францускиот предлог шеташе по скопските улици облечен или маскиран како Володимир Зеленски, и нели она легендарна изјава на Али Ахмети дека Христијан Мицковски не треба да го глуми Зеленски испратен по Алиекспрес, ниту Ковачевски, ниту Мицковски не се дрзна, не се одлучили, не собраа храброст или не направија политичка проценка да го посетат Киев. Тоа покажува дека и едниот и другиот драматично се прашат од тоа проруско влијание, од присуството на тие рублја патриоти во едната и во другата партија. Погледнете го само кругот кој го затвора ВМРО ДПМН. Никола Груевски доаѓа на власт со ребрендирање на ВМРО ДПМН, кој ВМРО ДПМН се откажува од црвената боја и ја прифаќа портокаловата боја, бидејќи таа портокалова боја 2005-2006 година треба да асоцира на портокаловата револуција која се случува во Украина, а финалето го гледаме сега денес со руската интервенција и руската агресија во Украина, и таа ВМРО ДПМН од портокалова партија станува црна проруска партија во мандатот на Никола Груевски. Гледате како се затвара кругот. И сега во најголем дел овие рублја патриоти кои ги трујат социјалните мрежи се или гласачи потенцијални на левица или гласачи потенцијални на ВМРО ДПМН. И партијата го доаѓа на власт со ребрендирање, со портокалова револуција, на крај се симнува од власт со подршка на Путинова Русија. И сега што се случува на Балканскиот полуостров или во овој дел на Источна Европа? Од оваа страна на поранешната железна завеса го имате Владимир Путин во Москва, го имате Виктор Орбан во Будимпешта и го имате Александар Вучич во Белград. Иако Александар Вучич е мали од Путин, мора да го има и Лукашенко, тој е Милорад Додик во Република Српска, од таа страна на Дрина. И тоа е триаголникот кој е исцртан, каде што не се дозволува да биде инкорпориран никој друг. Ако ВМРО ДПМН не ја свати таа лекција, не ја научи таа приказна, ќе заврши во тој триаголник, бидејќи нели Христијан Мицковски и сугерираше на македонската влада, бидејќи е неспособна да набави природен газ, тоа да го направи преку Виктор Орбан. И всушност преку Виктор Орбан, тројанскиот кон на Европската унија, се руши кохезијата, единството на Европската унија. Не знам дали ја прочитавте изјавата на чешкиот министер за евроинтеграција, кој рече дека е прашање на време и на техника кога Унгарија повеќе нема да биде членка на Европската унија. И дека во Унгарија ќе случи некој унгарски Брекзит. Видите, тоа е најтврда изјава која изминатите 2 или 3 години е дадена од одреден министер или официјално лице кое не потекнува од територијата на Унгарија, потекнува од територијата на Чешка, тоа е Вишеградската група В4, Чешка, Словачка, Унгарија и Полска. Значи тоа се земји кои се пријателски, а не непријателски настроените. И вела дека нивните проценки е дека е само прашање на време кога Унгарија ќе излезе и ќе напушти Европската унија. Унгарија или партијата Фидес на Виктор Орбан е исклучена од десните партии или ЕПП кои функционираат или кои ја прават власта во Европската унија, и тие се главните спонзори на ВМРО ДПМН. Путин, Вучич и Виктор Орбан. И ако таа партија сега не го искористи моментумот да се ослободи од тоа влијание, финансиско, политичко, секакво влијание, ќе биде голем проблем како ќе продолжи понатаму да функционира, знаете. И ова што сега се прави околу референдумот, ова циркузијада од референдумот, па кога најрано може да се случи референдум? Па пролета 2023 година, па ќе заборавите за што сте протестирале по скопските и македонските улици.
Па ваква дрн дупка со македонската перспектива, со македонската иднина, никој не правел, знаете, почитувани гледачи. Па сум ги газел Бранко Црвенковски, Љупчо Георгиевски, Никола Груевски, Владо Бучковски, Зоран Заев, па погледнете ги емисиите. Ваква ливада од политичар како Христијан Мицкоски јас не сум сретнал во мојата новинарска кариера. Знаете, на крај на денот, тој има две можности, или ќе стане поекстремен од Никола Груевски и ќе заврши на некој гулаш ко Никола Груевски, или ќе свати дека можеби дојдено време да биде некој професор повторно визитинг во Виена или во Швајцарија. Знаете, тоа ќе биде политичката разврска во врвот на ВМРО ДПМН. Две личности имаме на Балканот, бидејќи Турција сметам за балканска држава поради едрене, бидејќи тоа беше и придобивката на Втората балканска војна, Турција да биде или да остане и понатаму балканска држава. Две клучни личности имаме на Балканскиот полуостров. Тоа ви го кажав пред една или две политички анализи, едниот е Еди Рама, вториот е Реджеп Тајип Ердоган. Еди Рама е многу повеќе регионален играч. Тој е клучниот човек на правењето на проектот Отворен Балкан, без разлика што сега тоа го присвојува Вучич, без разлика тоа што го присвојува Зоран Заев. Отворен Балкан е дете или чедо на Еди Рама, знаете. Сега се реформира целиот систем на Сорос. Пред две недели беше синот на Џорџ Сорос тука во Република Македонија и имаш одредена мини балканска турнеја, не известија многу македонските медиуми, ќе се трансформира системот на Џорџ Сорос и центарот на Сорос за Балканот ќе биде во Тирана. И тоа е клучната улога на Еди Рама. Еди Рама е духовен татко на проектот Отворен Балкан. Проектот Отворен Балкан не е формиран ниту во Скопје, не е формиран ниту во Белград, не е формиран ниту во Приштина или во Тирана. Формиран е во Нови Сад. Видите која е символика, Војводина. Со едната нога во Европа, со едната нога во Балканот или на Балканскиот полуостров. Имаше иста политичка траекторија како Косово. Косово стана независна држава и Војводина не го отвори тоа прашање. На некој начин Војводина би требало да биде првата станица на патот кон Европската унија. Тоа е суштината, тоа е символиката на проектот Отворен Балкан. Еди Рама ќе има битно влијание во Србија со косовското прашање, битно влијание во Црна Гора и битно влијание во Република Македонија, како што имаше со Тиранската платформа. И втората личност, Реджеп Тајип Ердоган. Реджеп Тајип Ердоган, за разлика од Путин, за разлика од Вучич, за разлика од Орбан, има таа византиска оставштина. Кога 1453 или 1454 година османлиите влегуваат во Византија, па веројатно не ги убиваат сите византиски феудалци, не ги убиваат сите византиски богаташи, умни византиски умови и така натаму, туку таа византиска оставштина е инкорпорирана, преточена во османлиската држава и во османлискиот начин на функционирање. И вие секогаш ја читате она флоскула византиски игри. Тоа е начин како да се решават одредени проблеми со памет, а не со сила. И секогаш кога Турција со памет ги решава тие проблеми на византиски начин, секогаш Турција е во врвот на својата мок. Вклучително и Турција на Реджеп Тајип Ердоган. Гледате, Ердоган на некој начин потсетува на Јосип Брз Тито. Ова ситуација сега околу Украина, гледате кој има он принципиелен став. Преговара со Путин, има 13 средби со Путин во текот на неговиот мандат, меѓутоа има принципиелен став дека Крим е составен дел на Украина и не може биде ништо друго освен составен дел на Украина. Де факто денес Реджеп Тајип Ердоган, кој со една нога е во НАТО, со друга нога е надвор во НАТО, потсетува на Јосип Броз Тито. Тој треба да биде тој јазиче на вагата помеѓу истокот и западот. И таа е ролјата која треба да игра Реджеп Тајип Ердоган. Па дури кога слушате вие Реджеп Тајип Ердоган во начинот, во вербалното изразување, тој потсетува на Јосип Броз Тито. На еден народен јазик, да се доближи до народните маси, да биде сакан од народните маси. И исто така има авторитарни епизоди и секвенции, и тоа што го правеше Тито со Голи оток, например го прави Ердоган со расчистување со почистите кои сакаа да го симнат од власт 2016 година. Еди Рама и Реджеп Тајип Ердоган, клучни личности на политичките разврски. Едниот со битно влијание на Балканскиот полуостров, Реджеп Тајип Ердоган како новиот Јосип Броз Тито на новото современо време, кој треба да биде тој мост помеѓу истокот и запад, кој ќе ги пренесе пораките. Тоа не може да го прави Вучич, тоа не може да го прави Орбан, тоа ќе го прави Реджеп Тајип Ердоган. Де факто со таа ролја на Реджеп Тајип Ердоган низ вода ќе бидат пуштени и Орбан и Александар Вучич. 49 минути политичка анализа. Гледате, почитувани гледачи, никогаш несвесно некои работи не ги кажуваме во одредена емисија. И не сме свесни или не сум свесен додека не го погледнам финалниот производ на крај. Најавив 3 теми или 3 во едно. Русија, војната во Украина,
менување на кодот, на свеста на македонецот, фрустрациите што постојат кај македонецот. Таа една рублја патриоти филозофија која се реализира тука во Република Македонија, која ги изгази овие про-Сорос, проамерикански структури во Република Македонија, и сега треба да се признае дека тие структури финансирани 30 години од Вашингтон, од Лондон, од Сорос, немат никакво влијание на теренот, никакво влијание во медиумите, никакво влијание на социјалните мрежи, го имат изгубено авторитетот. Македонија зрела за ремонт. Зрела за ремонт за расчистување со рублја патриотите и за расчистување со овие структури на Сорос кои се прегазени од времето, знаете. И тоа ќе биде најголемата болка или најголемата битка на министрот или на вице-премиерот за евроинтеграција Бојан Маричич, како да ја смени таа структура и да ја направи Македонија да личи на некоја нормална европска држава. И третото делче или третото парче беше Наташа Савова, односно чите Бранко Царенковски. 50 минути. Ако тоа го анализираме сега, тоа значи дека мислите ќе треба да трае 70-75 минути. Многу е тоа за една политичка анализа. Гледате, во четврток емисијата ќе биде на 15 септември. Како не сакајки се местат и се прават работите, бидејќи ние во четврток и така ќе треба да правиме анализа за 15 септември, бидејќи тоа најголемата победа, тоа е лебедовата песна на Бранко Царенковски, а вие не можете да правите анализа за Наташа Савова без Бранко Царенковски. По втор пат ја одлагаме Наташа Савова, се извинуваме, може би чекала вечерва да гледа, меѓутоа ви должиме анализа со интервју во четврток на 15 септември. Ќе земите судбината во ваше раце, ќе уклучите на YouTube, ќе гледате емисијата во Центар, ако ви се допадна ова вечерашна анализа, ново дружење четврток во 22 часот, до четврток во 22 часот, пријатна вечер Македонијо, каде и да си, јас се извинувам, што анализата во трајање од 15-20 минути за Наташа Савова, место вечерва ќе гледате во четврток.